Александар, добре дојде на Hype Македонија. Ти благодарам што си мој соговорник денеска. Би сакала малце да поразговараме за некои работи од твојот професионален и приватен живот. Како си расположен да ми одговараш? Ајде, спремен сум. Кои се прашањата? Ме интересира и мене се. По поразот од Евче, предпоставувам дека сега имаш задача да ми одговориш искрено. Што ти одговорам искрено? Па на прашањата? Ајде, чекам. Ајде, почнувам. Слушам дека почнале дома да ти стигаат бомбонјери за честитки за веридбата. Дали е тоа точно? Тоа е точно. Ние пред кога беше у мај мислам дека правевме свадба со Ева на Инстаграм. Не беше реална свадба, мислам беше за ваканција, чисто пошто снимавме некоја кампања интересна. И сите помислеа дека јас стварно се венчавам со Ева и почна дома да ми стигаат бомбонјери, кај мајка ми, кај татко ми се јавува на телефон, да честитаат, роднини се лутеа зашто не биле поканети на свадба и так. И што им рековте? Ди што им кажав дека не е реално, значи стварно беше за ваканција. Секако би најавил дека е стварно, ама ето, интересно беше. Си ги изедели бомбонјери? Па ги делевме со Ева, онак, двајчка, да. Кажи ми, ова сето е, нели, за фрканција, маркетинг трик, ева да го наречеме. Кажи ми, дали другари, вистински пријатели се бакнуваат во уста? Па зависи какви другари се, има и такви. Зашто се застрами, кажи? По црвене целиот. Па не знам, ретко сум бил у такви ситуации, мада, уствари не. Јас обично со личности кои што ми биле фен блиски, ќе се извади надвор од контекста, ама нема веза. Да, има и такви. И глумците се бакнуваат за потреби на некои спотови, луѓето, актерите се бакнуваат, тоа не е нешто. Еви, вие имавте потреба да се бакнете. Кој, јас? Ти, Евче. Кога, каде? Па има и на Инстаграм, има слика, има рил. Значи, зашто ме правиш сега дека не знам? Oh my god. Јас и Ева не сме најдобри другари. Што си контрадикторен и пробуваш да ме збуниш? Не пробуваме, реално се ти ја кажувам. Ние сме маж и жена. Океј, добро, маж и жена се бакнуваат, очигледно. Добро, ти да имаш маж, нема да го бациш уста. Па ќе го бацам нормално. Здраво, живо. Добро, Динев, ајде вака, сега сакам да се оправдаш за една тема. Те нападна. Значи, те напаѓаат од сите страни. На брат, цело време. Нема вреска, еве ние сме тука баш да поразговараме за тоа. Неодамна извади едно сторие на твојот Инстаграм профил каде што беше испаничен за состојбата во Америка дека го укинуваат тиктокот. Ти ги повика луѓето на штрајк, да речеме, еве, на протести, доколку во Македонија се случи истото. Изјави дека ти заработуваш од тоа и дека не сакаш да се вратиш во твоето село да садеш зелки. Значи 300 работи ги знакаше, кој сватил, кој не сватил. Кажи ми која ти беше намерата, еве да им разјасниме на луѓето. Така, знам дека се јас се зафркаваме и се тоа баш онака лајт све, ама намерата не ми беше со тоа да навредам луѓе воопшто, особено како некој кој што живеел во село 18 години, бил израснат на нива, јас со тоа воопшто не се срамам. Мислам, моите родители, нашата фамилија живеела од земјоделие. И мило ме што така, пошто јас сум јадал здрава храна, сум свежо овошје, свеж зеленчук сум имал дома и тоа е привилегија за некои луѓе, реално. Ама мислам дека малку се извади ситуацијата надвор од контекст, затоа што јас кажав мој личен став. Ете, пример, ти се одлучила да бидеш новинарка, јас сум одлучил да бидам инфлуенсер, некој одлучил да биде земјоделец. Тоа сосема во ред. Така, ако некој во текот на животот ја промени својата професија и ескалира во нешто кое што за себе си го смета како поголем успех, не би сакал да се наврати на нешто кое што порано не го правил среќен. Така, ја на пример кога сум живеел во село, не сум се осеќал среќно додека сум копал зелки на нива. Така да сега правам нешто кое што не го чувствувам како да е работа, туку ми е хоби и нешто кое што стварно ме исполнува, а истовремено не мора да значи дека секоја работа мора да биде физичка активност, така баш онака тешка работа физичка. И тоа, само мислам дека се извади ситуацијата надвор од контекст и стварно не беше намерата, јас се извинив јавно за тоа, и ете пак ќе се извинам за тие кои што се од село и кои што работат на нива, стварно не ми е таа намерата, јас сум дете од село и
ако нема земјоделци, нема да имаме зеленчук и овош. Нормално, ти сакаше едноставно да кажеш дека ти уживаш во моменталната твоја професија, добро заработуваш од тоа и едноставно не сакаш да ја изгубиш доколку TikTok се укине. И не сакаш да се вратиш на работа што ти била потешка да ја работиш. Така. Тотално како што ти го кажеш. Кажи ми, а што би направил доколку стварно го снема TikTokот? Што би работел, еве? Може би на нива ќе се вратам, од кај да знаеш? Може ќе се вратам у села Баленци. Не, се зафаркавам пак. Не знам, мислам, себе си се сметам како снодлива личност и доста онака, кога да се најдам во ситуации каде што мислам дека нема излез или дека нема некое решение, секогаш сум се снаоѓал. Така да најверојатно би било нешто поврзано со уметност, затоа што ја сепак креирањето на содржини го гледам како уметност. Тоа е моја дело, сваќаш, све што ние правиме е наше дело. Може би било нешто поврзано, не знам, со цртање, со пеење, со танцување, како год, нешто со тоа. Предпоставувам дека со ова сакаш да кажеш дека од социјалните мрежи или од TikTok или од Instagram се заработува доволно, така? Мене ми е повеќе од доволно. Затоа што веќе скоро 6 години сум на социјалните мрежи и за тие 6 години јас успеав да го патувам светот, што се вика, да живеам сам, исто да помагам и на моите кога е било потребно, нормално. И ете да живеам комотен живот кој што не сум знал дека би било возможно да го живеам како 16-17 годишно дете. Колку фоловерс имаш на TikTok? Моментално 321.000. Тоа е доста голема бројка. Дај Боже да ти се зголеми уште толку. Кажи ми, што мислиш за луѓето што купуваат фоловерси и лајкови? Так, мислам дека тоа го нарушува пазарот за оние инфлуенсери кои што имаат реални следбеници и лајкови, затоа што многу често знаат тие инфлуенсери и да наплаќаат многу скапо и кога на агенциите им наплаќаат скапо или на клиенти на било кој да, и истите тие клиенти не видат резултати од видеата на самите инфлуенсери, автоматски го рушат пазарот за другите кои што стварно имаат реална публика и можат да продадат на вистинска публика. И кога имаш лажни луѓе, тоа не се конвертира на крај во продажба, сваќаш. И на крај може да ти дојде клиент да ти каже: соработувавме со тој инфлуенсер, немавме никаков ефект, не ги бива инфлуенсериве, сваќаш, а не мора да значи ништо. Јас, например, сум пресреќен и преблагодарен што имам таква публика што ми верува многу и никогаш не би сакал да изгубам нивната доверба, затоа што знам дека кога и да објавам нешто, сегаш се тука да ме поддржат. Кажи ми, според тебе, кој е најпознат инфлуенсер во Македонија? За која платформа конкретно? Еве, да речеме за Инстаграм. Океј, за Инстаграм. Па имаме доста луѓе кои што имаат многу следбеници, сега ако тераме така по следбеници, знам дека Ана Стојанова е многу следена, Лазаров исто така многу следен, Јелена Спенџарска имаме, Марисија имаме доста онака квалитетни луѓе. А не квалитетни? Имаме и неквалитетни. Кои се тие? Сега. Кажи ми еден, ајде, еден, дај ми, нема да се наљути ако е неквалитетен. Стариот Александар. Ето така. Дипломат. Дипломат. Нема да ги навредам колегите, мислам, сега тоа е моје лично мислење и ќе си го задржам за себе. Сака да те прашам за една тема што е малце поприватна и то мислам дека твојата изјава би делувало доста мотивирачки и поучно. Имам прочитано и слушнато дека ти како млад во училиште си се соочувал со булинг од страна на децата. Тоа го имаш изјавено, меѓутоа би сакала да поразговараме малце и за нашите гледачи да слушнат кое е твоето искуство за тоа и што би им порачал на децата, пошто доста млади луѓе те следат? Да, јас кога почнав да снимам на социјални мрежи, тоа беше малце, да кажам, страно за моите соученици и за луѓето во мојата средина каде што живеев и често ми извршува врсничко насилство и психички и физички некад знаев да бидам нападнат. Јас тоа што би го препорачал на младите, а и повозрасните кои што се жртва на таков тип насилство, дури тоа може да се случи и помеѓу колеги на работа, не мора да значи дека само во училиште се случува. Да имат луѓе на кои што можат да се подпрат, луѓе кои што можат да им бидат поддршка, затоа што да има луѓе кои што не сакаат, но има и луѓе кои што не сакаат толку многу силно што таквите луѓе таа негатива не ја ни чувствуваме. Така да мора да имаме барем по една таква личност со која што можеме да се подпреме и со која што можеме да разговараме.
Нормално, јас би ги советувала и да побараат помош од родител, старател, во училиште да се пожалат, па ако треба и да пријават во полиција, затоа што некогаш знаат да се оди до екстреми. И исто, што е многу клучно е да веруваат во себе и да се пронајдат себе си, затоа што само така ќе изградат својата самодоверба и ќе знаат кои се и кога некој ќе каже нешто лошо за нив или нешто кое што не е точно, ќе се потсетат кои се самите себе си и ќе можат да застанат цврсто на нозе. Може ли да ни откриеш со каков физички напад еве го спомна, што конкретно, дали тоа било секојдневно или вака некогаш конкретно ти направиле некои луѓе или повозрасни или можеби деца, што конкретно се случило? Да, сум се соочил со доста физичко насилство, како на пример чисто по скали знаеле да ме туркат, ме затварале во купатело, во школа, ме прскале со вода. Исто и надвор од училиште, на пример во дискотека, ми имаат горено со цигари, имаат фрлано по мене чаши полни со алкохол. Не можам се сетам, ми имаат извадено као ние малите ножиња pocket knife што се. Пробувале со тоа да ми наштетат, ми имаат удирано по глава, по грб. Често тоа се дешавало и на некои фестивали, затоа избегнувам да одам, а избегнувам воопшто да се движам сам некаде во такви места каде што знам дека ќе има доста гужва, особено млади, особено тинејџери. Онака ја некако ќе видам тинејџери сум као окей, сврти се на другата страна. Пошто обично тие се тие кои што ме познаваат од социјални мрежи. Девојчиња ретко нешто да проба да ми наштетат, обично се машки, ама знаат и девојчиња некад да вербално да ме навредуваат и тоа е тоа. Добро ова што го кажа, би сакала да апелираме до сите луѓе и деца што се соочуваат со вакви работи, значи да се реагира на време, постојат институции посветени за тоа, но и до тие деца и луѓе што го прават тоа, што се причинителите за тоа, стварно би сакала да апелирам да се превземат мерки до родителите, до возрастните, до професорите, наставниците, значи ова мора да се запре. Така да ти благодарам многу што го сподели ова искуство, ти благодарам што беше наш гостин и секогаш ни е пријатно со тебе и со Евче, која моментално не е тука, меѓутоа ќе ја најдеме и нејзе некаде. И сакам да се посветиме на тие интересни теми, позитивни, затоа што вие сте баш луѓе за тоа и ви посакувам многу среќа во иднина и да има повеќе и повеќе младина како вас да ни ги разубавува деновите и социјалните мрежи. Фала ти многу, Леле. Океј, еве имаш потврда и од возачот. Да запрам. Да, доста беше. Не, стварно, фала ти на убавите зборови и се надам дека пак ќе се дружиме.